Преку ден полни плажи со капачи, а навечер гужви низ чаршијата и локалните ресторани. Илјадници домашни гости го запоседна Охрид, иако градот ја живее најслабата туристичка сезона досега поради коронавирусот. Ги нема странските туристи, па сместувачките капацитети ги наполнија граѓани од сите делови на Македонија во ситуација кога освен Албанија и Турција, останатите туристички дестинации за нив ова лето се недостапни. Воопшто не недостасува море. Иако првично мислевме дека ќе биде проблем, меѓутоа после ова искуство се враќаме повторно. Многумина од оние кои се дојдени се со ваучери за туризам, кои државата ги подели на лицата со ниски примања со цел спас на туристичкиот сектор. Од каде сте? Од Струмица. Колку денови сте во Охрид? Па веќе пети ден. И се осеќаме одлично. Со ваучер сте дојдени или? Да, со ваучер. Самата ситуација допринесе да си ја запознаеме повеќе нашата држава, нашите убавини. Го искористиме ваучерот, нешто да платиме, продолжиме малце. Една недела тука ќе бидеме. Одевме во Грција, ама боже сега не можеме. Мада што мислам дека сме сгрешиле досега што не сме иделе воопшто тука. Стварно е убаво многу. Не ни знаевме дека постои ваква убавина во Македонијава. Хотелиерите кои останаа без работа повеќе од 4 месеци се надеваат дека барем нешто ќе може да спасат од оваа сезона. Значи тешко е да се спаси целава ситуација со оглед дека странскиве гости, холанџани, израелци, пољакци што доаѓаат, нормално ги нема ова година. Доста ни помогна и работата со ваучерите од Министерството што ги доделија. Имаме околу 70% исполнетост со ваучерите. Димитриевски вели дека ова лето се сочиле и со доста интересни ситуации. Имаме случаи кај што доаѓаат луѓе прв пат во Охрид. Но некои велат дека и покрај тоа што има туристи работа има многу послабо од лани. Се шетат луѓе во претежно и фамилиарни се и со деца, се шетат, ги прашувам, не саке да се возат. Лани не застанав, само што каде се качваа луѓе. Домашните немаат пари, така, само за шетање. Охридските плажи се очекува да бидат вака исполнети со домашни туристи до крајот на август. Но хотелиерите се надеваат, ако времето послужи, да имаат солидна исполнетост до средината на септември. Сепак факт е дека како на плажите, така и низ градот, многу малку се почитуваат мерките за држање на дистанција и носење на заштитни маски. На некои од плажите се организира и забави со млади и покрај забраните за групирање. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски.